Среда, 18 октомври, кратки вести во 12 часот. Најчеста дестинација за патување за трите квартали од 2023 година јануари-септември од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле е Базел, потоа Виена, Дортмунд и Меминген, информираат од ТАФ Македонија. Во моментов, според распоредот на летови од меѓународниот аеродром Скопје летаат 14 авиокомпании до 41 дестинација, додека на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид 2 авиокомпании летаат до 6 дестинации. Охридскиот аеродром беше сведок на одлична летна сезона, засилена со сезонските и чартер летови до Белград на Ер Србија и до Манчестер и Лондон. Од почетокот на годинава до сега, Самоиловата тврдина во Охрид имала рекордни 90.000 посетители. Музеј Куќата на Робевци ја посетиле над 9.000 посетители, а заливот на Коските кај градиште има 70.000 продадени влезници. Овие бројки се показател дека културата е ресурс кој придонесува за развој на општеството, истакна министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска по посетата на Охрид. Потенцира дека престижниот статус на Охридскиот регион под заштита на УНЕСКО останува, но треба централната власт, локалната самоуправа и граѓаните да работат на препораките за негово зачувување. Денес од 18 часот во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи Охридскиот дел од кампањата Ние сме Европа. Темата на трибината е негување на културното наследство и природната убавина за одржлив туризам. Свој обраќање ќе имаат вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, како и министерката за животна средина, амбасадорот на Република Словенија во земјава и директорот на Агенцијата за промоција на туризмот. Времето денес променливо облачно и потопло со сончеви периоди, дува умерен до засилен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.